Наместо концерт ќе се Нов ден и нови информации во дневникот на ТВ+. Во него ќе гледате. Наместо концерт ќе се одржи целодневен хепенинг на градскиот плоштад. Житолукс донираше апарати и прекривки на детскиот одел во болницата. Се одржа манифестацијата Дедо Мраз на мотор. Наместо мега концерти, годинава општината одлучи на 29 декември да се одржи повеќе часовен новогодишен хепенинг на градскиот плоштад. Градоначалникот Дамјановски тврди дека кумановци се задоволни од одлуката. Со речиси целодневен хепенинг кој ќе се одржи на 29 декември на градскиот плоштад, општина Куманово ќе одбележи новата година. На настанот е предвидено да има програма наменета за деца, народна, поп и рок музика. Првиот човек на Куманово, Зоран Дамјановски, објасни дека исто како и лани нема да има организиран пречек на 31, бидејќи за да настанот предизвика интерес кај граѓаните, потребни се познати музички ѕвезди од регионот, за чиј настап треба да се издвои голема сума на пари. Се погрижиме да социјалниот трансфер биде поголем на сметка на тоа што ќе го намалиме овој културниот дел на дочека на Нова година, односно концерт на 31. И јас на кумановците сакам да се заблагодарам за разбирањето, бидејќи гледам во социјални мрежи дека има позитивни коментари во однос на тоа и мислам дека унатаму ќе се обидеме да правиме широки културни програми каде ќе бидат застапени пред се регионалните и општинските културни вредности. Тој нагласи дека наредната недела е планирано да се одржат традиционалните средби со граѓани од социјално ранливи категории, деца со попреченост, деца без родители и слично. Директорот на Фондацијата за култура и спорт Нино Величковски посочи дека новогодишниот хепенинг е планирано да започне со програма за деца, поточно во 11 часот со настапот на танцовиот спортски клуб Мерилин, музичка програма на деца од Дневниот центар за посебни потреби и Порака наша. Најмладите ќе ги посети Дедо Мраз, а присутните ќе имаат можност да ги проследат и настапите на детскиот хор при основното училиште Јероним Дерада од Черкезе и градскиот детски хор. Вториот дел со народна музика во 18 часот ќе бидеме, значи од 18 ќе почнат наши тамбураши и Нино Величковски како нивен фронтмен што ќе ви отпее нешто од програмата на што ја спремивме по повод ова новогодишна музичка забава, за да после нас ќе настапи групата Бисери и нашата сограѓанка Маргица Антевска, мојата драга колешка. Ќе имаме програма 2 сата на народна музика, за да потоа од 20 и 30 часот поп и рок групи од Куманово, кои се минатата година имаме сосема друг избор на групи, сега се ова нови групи, односно нови за прв пат се појавуваат. Тоа е групата Оружје, групата Морфеј и групата Хип-хоп Твистер НБК или НБК. Организаторите ги повикаа сите граѓани да присуствуваат на манифестацијата. Од основното јавно обвинителство Куманово денеска соопштија дека вчера е поднесен обвинителен акт за убиство согласно член 123 од кривичниот закон против обвинетиот за прегазување на 4-годишниот Алмир Алију во близина на здравствениот дом, што се случи на 25 јуни годинава. Од обвинителството додато дека против 3 други лица е поднесено обвинение за насилство. Постапката се водеше како итна, а беше попарано и невропсихијатриско вештачење за пресметливоста на обвинетиот. Медицински апарати, прекривки, инвентари и слично. Денеска донираше компанијата Житолукс за детскиот одел при општата болница. Целта на акцијата е подобрување на условите на ова оделение.
Компанијата Житолукс денеска донираше медицински апарати, инвентар, постелнина, пижами за деца и слично на детскиот оддел при општата болница. Од компанијата посочија дека донацијата е со цел подобрување на условите на одделот. Нагласија дека акцијата е резултат на повеќе месечни заложби и посветеност. Морам да признам дека нашата мисија немаше да биде целосна во која немавме поддршката од страна на граѓаните на Куманово, кои што од самиот почеток па се до самиот крај беа не поддржува и учествува во оваа донаторска акција. Компанијата Житолукс како производител ја ужива довербата кај граѓаните на Куманово и тоа е добар знак за нас да продолжиме во истата насока и понатака да учествуваме во слични вакви активности. Од болницата се заблагодарија за неопходниот болнички материјал и апелираа и другите компании да учествуваат во вакви хуманитарни акции. Ова е голема помош за нашата болница, конкретно за детското одделение. Со ова ќе бидат подобрени здравствените услуги, грижа и нега за нашите болни деца. Изгледот на одделението е поинаку, децата ќе имаат подобри услови. За ова им се заблагодарувам на нашите сограѓани, поеднакво и на Житолукс за оваа голема донација. Ние се надеваме дека во иднина и другите компании ќе имат слична иницијатива и ќе ни помогнат како болница, односно како здравствена институција. Во Општа болница Куманово здравствени услуги добиваат околу 250.000 граѓани од североисточниот регион. Две непознати маскирани лица рано изутринава во 3 часот и 20 минути извршиле разбойништво во пицеријата на улица 11 октомври. МВР соопшти дека сторителите, од кои едниот вооружен со пиштол, влегле во пицеријата и физички го нападнале вработениот, удирајќи го со топаници и клоци во пределот на главата, при што му одзеле околу 16.000 денари. По настанот сторителите побегнале. Увид на местото на настанот извршила екипа од СВР Куманово. Се превземаат мерки за пронаоѓање на сторителите и за целосно расчистување на случајот. Организацијата Инклузива во соработка со Ресурсниот центар на родители на деца со посебни потреби одржа работилница преку која ги запозна граѓаните и родителите на децата со правата кои ги имаат, но и начинот како да ги остварат истите. Организацијата Инклузива заедно во соработка со Ресурсниот центар на родители на деца со посебни потреби одржа презентација за нивните права. По презентацијата следуваше и дискусија во однос на состојбата на децата со посебни потреби и нивните семејства во општина Куманово, во која се вклучија и сите присутни. Ресурсниот центар ќе ги представи услугите кои ги нуди, правата на децата со попреченост, но и проблемите со кои се соочуваат и наставниците во училиштата и други субјекти при вклучување на оваа категорија на граѓани во општеството. Значи, денеска ќе биде информативен состанок, присутни се родители, представници на институции, представници на градинки, на училишта, дефектолози, за да бидат подобно информирани и сите заедно да допринесеме за подобри услови во Македонија за оваа категорија на граѓани. Како што изјави Елена Кочевска од Полео Плюс, целта на работилницата е да се запознаат граѓаните и родителите на децата со хендикеп за нивните права, но и механизмите и начините како да бидат поефикасни во борбата за остварување на правата на нивните деца. Прашањето на хендикепот е прашање пролитика и прашање на интерес и секако како организација која што веќе 18 години делуваме на македонската сцена, укажувавме и кажуваме дека родителите се едни од главните актери кои што треба да делуваат токму во насока на остварување на нашите права како граѓани, но од друга страна и да влијаат врз актерите и во општеството, државата да создадат услови, т.е. државата да создаде услови каде што ние како граѓани со хендикеп ќе можеме да имаме независен и достоинствен живот. Вакви работилници освен во Куманово се спроведуваат во сите региони низ Македонија. Вчера околу 5 часот наутро на железничкиот премин Табановце при преглед во воз кој се обраќал на релација Богородица Табановце од страна на царинарници било забележано дека недостасува пломба на 3 контејнери, пошто настанот го пријавиле на граничните работници. Како што информираат од Министерството за внатрешни работи, при извршениот преглед било утврдено дека на првиот вагон биле скинати пломби и одземани 11 монитори во вкупна вредност од $538 американски долари. На вториот вагон се одземани 36
6 куќишта за компјутери кои чинат $4,644 американски долари и на третиот вагон биле скинати пломби, но не било одземано ништо. Се превземаат мерки за пронаоѓање на сторителите и за целосно расчистување на случајот. По 9 пат годинава се одржа манифестацијата Дедо Мраз на мотор. Околу 20 на моторџии однесоа новогодишни пакетчиња на корисниците на дневниот центар за лица со интелектуална попреченост до 18 години. Годинава по 9 пат членовите на мотоклуб Мечки ја организираа новогодишната манифестација Дедо Мраз на мотор. Прерушени во Дедо Мраз околу 20 на моторџии од клубот први на градскиот плоштад се дружеа со најмалите, а потоа продефилирајќи низ градот се упатија кон дневниот центар за лица со интелектуална попреченост, каде на корисниците им подарија новогодишни пакетчиња. Се што им треба, прашуваме во текот на годината. Најчесто тие сакаат да доеме само по моторите, со моторите да ги подружиме малце, ама што можеме да одвоиме од нашиот джеп, покрај тоа што им носиме пакетчиња, им носиме и некои неопходни работи за хигиена и други средства кои што ќе им помогнат во престојот, во дневниот центар. Ќе упатам апел до сите кумановци кои што можат да одвојат од својот джеп, да им помогнат на овие дечиња тука во дневниот центар, бидејќи стварно им е потребна помош во дневниот центар, не само во дневниот центар, тука и на секаде кој што може да одвои да помогне на лица со посебни потреби. Моторџиите го внесоа новогодишниот дух во дневниот центар, а радоста на корисниците беше неизмерна и со песна се заблагодарија за подареното внимание. Ова не е прво дружење на нашите лица корисници, ние секогаш имаме активности со нив и тоа ги споведуваме повеќе надвор од дневниот центар, него внатре и тоа не прави за да можеме да се вклопуваме во сите општествени пори на животот и да тие се покажуваат дека и тие се корисни на ова општество и можат да бидат од голема корист во различити дејности. Дел од манифестацијата беа и членовите од мотоклубот 63-та падобранска единица, мотоклубот од Свети Николе, Мунгоси и Вепар од Скопје, како и гостите од Србија. Вчера околу 16 часот и 15 минути на планината Скопска Црна Гора. На село Никуштак настанал пожар при што биле опожарени од 30 до 40 хектари нискостеблеста шума, трева и папрат. Работници од јавното претпријатие Македонски шуми, подружница Куманово, биле упатени на местото за гасење на пожарот. Се превземаат мерки за утврдување на причините за настанување на пожарот. Во градската библиотека Тане Ѓоргиевски синоќа се одржа промоција на најновото дело на Сашо Кокаланов, насловена како Ние сме лудаци. Се работи за политичко-сатиричен роман кој е во издание на издавачката куќа Или. Ние сме лудаци е насловот на политичко-сатиричниот роман на авторот Сашо Кокаланов, кој синоќа беше промовиран во градската библиотека Тане Ѓоргиевски. Жанрот е инспириран од општественото секојдневие, а е во издание на издавачката куќа Или. Кокаланов истакна дека во македонската нова современа литература нема многу ракописи кои се занимаваат со сатира, па затоа се надева дека неговиот роман ќе биде потик и за останатите автори. Насловот знам дека провоцира внимание. Знам и кои се првите асоциации кај луѓето и обично првото прашање дали е ова некаква биографија или автобиографија на еден поранешен висок владин функционер. Не, ова е роман, ова е фикција со фиктивни ликови, но сместен е во една наша македонска стварност. Се користи со постапките кои ги има во делото Алиса во земјата на чудата. Книгата пред кумановци ја промовираа писателката Оливера Ќорвезеировска, новинарот Звездан Ѓоргиевски и драмскиот писател Сашко Насев. Тоа е негов четврти роман, меѓутоа е уште поважно за сите нас, затоа што го чекавме долго да напише нешто што не е колумна, нешто што не е драмски текст, и еве го Кокаланов со својот роман, кој што е политичко сатиричен, но тоа е малку да се каже за овој роман, исклучително
трендовски и актуелен во моментот, меѓутоа со книжевни вредности кои што имаат универзална димензија. Значи можете да го читате сега, можете да го читате секогаш како секоја добра книга. Сашо Кокаланов е новинар, драматург и романсиер. Роден е, работи и живее во Скопје, каде што дипломирал новинарство. Пишува сатира и колумни за повеќе медиуми. Автор е на 3 романи: Самец, Ноќта на железничката станица во Розендал и Изабела, Исмаела и јас. Кошаркарите на Куманово утре вечер со почеток во 19 часот во рамките на 8-то коло од домашното кошаркарско првенство го пречекуваат составот на Работнички. Дербито ќе биде последен надпревар за сино-белите оваа година, а воедно прв за новото засилување – американскиот плеймейкер Јонел Браун. Работнички засега се наоѓа на самиот врв на табелата, без ниту еден забележан пораз од почетокот на сезоната, додека Куманово бележи 5 победи и 2 порази. Времето денеска во Куманово беше сончево, а дуваше слаб северозападен ветер. Максималната температура изнесуваше 8 степени, а минималната -1. За утре метеоролозите најавуваат сончево време, а ќе дува слаб северозападен ветер. Дневната температура ќе достигне до 7 степени, додека утринската ќе се намали до -2 степени Целзиусови. Тука го завршуваме ова издание на Дневникот. Имајте убав викенд. Довидување.